Гостин во овие поенти, како што ви најавив, е универзитетскиот професор Оливер Андонов. Господин Андонов, благодарам што сте тука. Денови вашето име е повторно актуелно во јавноста. Ве споменуваат, има шпекулации дека ќе бидете нов директор на јавното предпријатие Јасен. Да ги рачистиме овие дилеми уште на почеток, па да продолжиме со политичката анализа. Добар ден, ви благодарам на поканата. Оние, така да кажам, во почеток шпекулации, можам да кажам дека сега се потврдија како постапка на управниот одбор на јавното предпријатие Јасен, на чиј предлог сум именуван од страна на управниот одбор за вршител на должност директор на јавното предпријатие Јасен со мандат од 6 месеци. Тоа е временно решение на кое се повикал управниот одбор, бидејќи стариот председател од здравствени причини си поднел оставка и логично е да некој мора да извршува таа должност, едноставно затоа што таму работат 50 вработени, тие луѓе треба да имаат нормален тек на работата, мора да функционира јавното предпријатие од многу аспекти. И сакам да искористам прилика да напоменам дека оној дел од спекулациите кои се однесуваа на онаа шпекулација која неделникот Фокус ја пласираше. Не би било вест инаку да не ја пласираше ја стават во контекст, минатата недела. Немаат никаква врска со моето именување, пред се затоа што и веста која Фокус ја пласираше е тотална невистина. Објектите кои се наоѓаат таму се однесуваат на одбраната, објекти кои се во рамките на одбранбените подготовки на Република Македонија се во собственост на Министерството за одбрана и јавното предпријатие Јасен само врши одржување на истите, нема никаков ангажман доколку истите Министерството за одбрана по претходно утврдените планови за одбрана ги употребува. Уште повеќе што онаа што неделникот Фокус упорно го спомнуваше и на тоа се надоврзаа вчера во некои медиуми кои шпекулираа, нема никаква вистина, значи јас такво нешто нити знам, нити имам добиено некоја таква информација, ниту од денешната средба со управниот одбор кој ми ја врачи одлуката за именување денеска, имаше некоја таква назнака, нити разговор во врска со тоа, значи не постои ништо такво, целосна манипулација. Да појасниме за гледачите, за тие што можеби не се упатени, дека Јасен се споменуваше како можно активирање на објектите кои се таму во случај на евентуална ескалација на политичката криза во која се наоѓаме. Господин Андонов, во пат позиција сме веќе еве колку месеци, 4 месеци цели, 4,5 месеци по изборите, граѓаните веќе 2 месеци се на улиците, видовме и денеска каква е ситуацијата, но очигледно до СДСМ и до ДУИ не допираат овие барања. Тиранската платформа која се испречи како главен проблем по изборите и понатаму е на сила, нема некакви најави дека таа ќе биде отфрлена. Сега како нов начин за излез од кризата се нудат изборите, ги бараат и од граѓанската иницијатива, ги бара и ВМРО ДПМН, но и за сега нема слух ниту за ова барање. Што мислите, како би се разрешило овој јазот? Значи, најпрво морам да кажам дека за жал СДСМ функционира на принципот на дезинформации, тотални невистини, спинувани активности кои дојдоа до израз еве и во овој случај со Јасен, каде што по сосема случајна постапка на, пак напоменувам, управниот одбор, дојдов јас во комбинација да ме предложат за вршител на должност, директор, повторно напоменувам, вршител на должност, бидејќи изборот на директор се прави на јавен конкурс, тоа е според законот. И сите манипулации кои Социјалдемократскиот сојуз упорно ги работи како дел од својата политичка програма, политичка прагма кон македонскиот народ и кон граѓаните на Република Македонија, секој ден се демантираат. Значи, еден ден или 2-3 дена ќе им поминува една лага, како што е последнава со случајот со Јасен, за да еве веднаш потоа истата се демантира и биде многу јасна пред граѓаните, и тоа сакам да го напоменам, значи посебно да го потенцирам, ги замолувам граѓаните на Република Македонија да не наседнуваат на провокациите и лагите на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што единствено така може да креираат политика. Благодарение на нивната лажна политика од периодот од пред 2 години кога ја креира оваа политичка криза, нивната лажна политика и лажни програми кои ги презентираа пред граѓаните пред изборите, нивната јавна измама на граѓаните на Република Македонија со Тиранската платформа,
дојдовме во оваа продолжена криза, наместо последните избори да беа решение за кризата, ние дојдовме во продолжена криза. И во едни такви услови кои ги наметна со лага и со манипулација Социјалдемократскиот сојуз, победник на изборите беше ВМРО ДПМНЕ и со полно право ВМРО ДПМНЕ бара повторни избори. Кој бега од избори се знае. Бега Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи многу јасно име оти со извадените карти на маса, со она што јавно го кажа и го направија со тиранската платформа, не отфрлајќи ја истата, знаат дека ќе изгубат на избори. Зошто не ја отфрлаа тиранската платформа? Тоа Заев многу добро си го знае, бидејќи се заложил за тоа, веројатно во целата таа работа ветил дека тоа ќе го реализира и сега нема назад. Па затоа можеме да видиме понекогаш кловновско, така да кажам, однесување, каде што за хрватската телевизија зборува за осудување на геноцид кој го правеле многу војски кои минувале тука, го правела српска војска, не знам, бугарска војска, а се работи за исполнување на едно од барањата од тиранската платформа за геноцид врз албанскиот народ во Македонија, а не врз македонскиот народ врз кој всушност најголем геноцид е извршен, вклучително и од албанските качачки банди. Понатаму во исто време, односно недела дена подоцна за N1 телевизија ќе го слушнете Заев како зборува: ние со србите сме еден ист народ, ние нема каква платформа за геноцид, тоа го отфрливме, за да во исто време го слушнете како на села му ветува: да, ќе ја донесеме и на Ахмети, и на политичките партии на албанците од Македонија, ќе ја прифатиме во целост платформата, нема никаков проблем. Имаме работа со човек и со луѓе позади него кои стојат, една група неодговорни политичари во Социјалдемократскиот сојуз, кои зборуваат три различни работи, кои манипулираат со јавноста, кои никогаш нема да ја кажат вистинската приказна за што се заложуваат. Од другата страна имаме хумана и одговорна политика на ВМРО ДПМНЕ, која во неколку етапи упорно се обидува да дојде до решение за политичката криза. Тоа беше обидот да се формира влада малцинска со подршка на ВМРО ДПМНЕ и сега сите тоа го забораваме, каде што свесна политичка и човечка под услов да се отфрли платформата. Така, под услов да се отфрли платформата, свесна политичка и човечка саможртва даде лидерот на ВМРО ДПМНЕ и раководството на ВМРО ДПМНЕ. Кога тоа беше отфрлено, се одеше на варијантата да одиме на избори. Сега повторно не им одговара на Социјалдемократскиот сојуз избори. Кога граѓаните бараат избори, тоа не се тие граѓани, односно нивни граѓани, очигледно, тие ги делат граѓаните на убави и грди, тоа Заев неколку пати ни го порача. И сега одеднаш имаме состојба во која секојдневно имаме неколку илјади луѓе на улица кои велат: ајде на избори. И Заев вели: не сакам на избори. Зошто не сакам на избори? Затоа што е јасно што поддржувам, јасно е дека сум непостојан, значи на Заев тоа му е совршено јасно дека е непостојан човек, дека ветува на многу страни разни работи, дека треба да ја исполни тиранската платформа, а дека исполнувајќи ќе се судри со интересите на македонската држава и македонските граѓани, македонскиот народ, и едноставно нема излез од оваа состојба. Самиот Заев излез има, излез се изборите и тоа е крајното решение. Тука граѓаните ќе го дадат одговор. Господин Андонов, јасно е дека во вакви околности, во вакви услови ги објаснивте и вие ги образложивте, претседателот Иванов нема да му го додели мандатот на Заев за формирање на нова влада, но од СДСМ и од ДУИ понатаму повторуваат дека тие не се откажуваат од формирањето на нова влада и избор на претседател на Собранието, што доколку тргнат во реализација на вакво сценарио. Значи, јас неколку пати кажав и јас да бев на местото на претседателот Иванов, исто ќе поставев можеби и поригидно, и јас лично ќе побарав распишување на избори. И по никој услов не би му го дал мандатот на Заев во една ваква состојба и вакви околности во кои се поигрува со македонските граѓани. Да не заборавиме дека се обиде да манипулира и околу тоа дека наводно се откажува од платформата, никаде децидно не се откажа од неа, туку нешто глумеше со некоја владина програма. Да, но портпаролот на ДУИ синоќа во гостување на телевизија Нова кажа дека тоа е програма на СДСМ, дека тие доправа ќе разговараат со СДСМ за евентуална владина програма. Токму така. А мандатите, односно подписите за формирање влада, односно за 67 мандати, им ги дадоа со цел да се реализира тиранската платформа. И тоа е јасно.
да се откаже Заев од реализација на Тиранската платформа, ја гарантирам дека дуи веднаш ќе ги повлече, па и другите политички партии на албанците во Македонија ќе ги повлечат подписите. И сега председателот Иванов постапува сосема коректно и сосема согласно со Уставот, доколку СДСМ се обиде насилно да формира влада и избере председател на собрание, тоа би било противуставна постапка, без доделен мандат, и веројатно тука би требало да реагира и Уставниот суд, но јас мислам дека и граѓаните ќе реагираат, така да немаме дилема околу тоа прашање. Луѓето кои излегуваат на протести секојдневно се само еден дел од граѓаните на Република Македонија кои не се согласуваат со тоа што Заев го прави. И мислам дека ќе мора еден ден да се соочи и со народот. Господин Андонов, вие сте безбедностен експерт. Се плашите ли, има ли причина да се плашиме сите од евентуална ескалација на состојбата, ако имаме во предвид дека и од другата страна се формираше здружение, наречено Легија на честа, ако не се лажам, од луѓе кои очигледно се блиски до СДСМ и биле во шарената револуција. Предпоставам дека и тие планираат некакви активности на улиците. За сега не се открива што како, но веројатно дека ќе излезат и тие на улиците. Би сакал сериозно да ги запрашам за каква чест зборуваат. Значи, Легија на честа, за каква чест? Што сакаат да промовираат? Доста е со флоскули и со прикриени изрази, под кои се крие уривање на македонската држава. Второ, како човек од фелата безбедностна, можам да кажам одговорно дека не постои 100% безбедност, кога е во прашање ниту личната, ниту јавната безбедност, ниту националната безбедност. Секогаш постојат ризици и закани кои може да ја загрозат безбедноста. Во овој случај, јас не очекувам ескалација на конфликти, барем додека трае дебатата во собранието и нема обиди за насилно формирање на некоја влада или избор на председател на парламент. Колку и да се обидуваат од Социјалдемократскиот сојуз да прават провокации, повеќе можеби очекувам друг вид на ризици и закани, да тоа се економски и социјални ризици и закани, бидејќи СДСМ вака како што функционира и вака како што се однесува, ја води државата кон потполна блокада, да кажам. Наскоро и општините мора Уставниот суд веројатно нешто да преземе по тоа прашање. Очекувам дека барем тој ќе ги деблокира општините во работата, барем тој дел од функционирањето на државата ќе биде ставен во една рамка нормална, за да може да продолжат функциите кои се неопходни за граѓаните, нормално да се живее. И тука ќе се повикам на уште една работа. Неколку пати Заев упорно зборува за тоа зашто да губиме време за да има избори, доколку денеска се одлучи да има избори и денеска се распушти собранието или утре, има сосема доволно време до 15 јуни да излеземе на избори и до крајот на јуни да имаме нова влада. Чиста влада, политичка влада, таква каква што и треба на Република Македонија, победничка влада на изборите на која граѓаните ќе ја дадат доверба, а не манипулативна влада каква што сака Заев да направи, користејќи ги политичките партии на албанците во Македонија, ветувајќи работи кои се на штета на македонската држава. Господин Андонов, ви благодарам што бевте наш гост. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше професорот Оливер Андонов. Ете потврди, веста на денот се разбира дека е потврден за директор на јавното претпријатие Јасен, за тие што ги интересираше. Многу ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма, веднаш по овие поенти следува Бумбар и се разбира директните вклучувања од протестните маршеви на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од мене довидување.